Општините се повторно заглавени во долгови, главно за веќе завршени градежни работи и одржување на веќе изграденото. Должат над 75,7 милиони евра со пресек во април годинава, кога преку барање за пристап до информации од јавен карактер, А1 побара од сите општини да достават листи на долгови. Од вкупно 80 општини, на барањето одговорија 60. Од нив само 8 општини, односно Цинтар Жупа, Сопиште, Росоман, Куманово, Зелениково, Газибаба, Валандово и Аеродром пријавија дека немаат долгови. Останатите, место да ги намалуваат долговите, како што побара од нив поранешниот премиер Зоран Заев, кога со 50 милиони евра од централниот буџет им покри половина од долговите и им ги одблокира сметките, тие за неполни 3 години успеале да го зголемат долгот за над 25 милиони евра. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски вели дека од оваа временска дистанца помошта од централниот буџет се покажала како погрешен потек. Навистина имаше голем револт, кај поголемиот дел граначалници беа во право и јас го споделувам нивното мислење, бидејќи се направи еден грешен потек, бидејќи со тоа давање на 50 милиони евра се наградија општините кои што недомакински работеле. И на тој начин ние испративме порака дека подобро е да сте задолжени да трошите неограничени средства, бидејќи секогаш ќе дојде некоја влада или премиер кој што тие долгови ќе ви ги опрости. Министерството за локална самоуправа заедно со Министерството за финансии работи на ново решение за решавање на сегашните проблеми со долговите на општините, кој веќе половина година чека ред за да се најде пред претениците во собранието. Државата ќе издаде обврзница преку Министерството за финансии со која што ќе ги откупи сите долгови на општините и тие ќе треба тие долгови да ги вратат во следните 10 години со 0% камата. Министерот Милевски вели дека со UNDP подготвуваат измени во законот и се оди на варијанта за казнување, па дури и за отповикување на градоначалниците кои нема да работат домакински. Јас сметам дека треба да има полесни механизми, неспособни, неквалитетни, корумпирани градоначалници кои што одвај чекате да им заврши мандатот, да има можност граѓаните да ги решат побрзо во пократок временски период. Според висината на долговите, најнедомакински работеле градоначалниците на Тетово, општина чиј долг со висина од 13,5 милиони евра е најголем, а се таложи најмалку од 2013 година. Зад нив со долг од 11 милиони евра е Охрид, а следуваат Струга со 3,5 милиони евра, Делчево со 3,3 милиони евра долг, Центар со 2,7 милиони евра, Битола со 2,3 милиони, Карпош Ѓорче Петров со по 2 милиони евра, а во најзадолжените 10 се и Василево со 1,5 милиони евра долг и Кисела Вода со 1,3 милиони евра. 20 општини работат со блокирани сметки поради големите долгови. Охрид и Струга се блокирани од 2005 година, а рекордер во работење под блокада е општина Делчево, чија сметка е блокирана уште од 2000 година, главно за долг направен за изградба на улици и патишта во 1997 година. Од скопските општини со блокирана сметка од октомври 2018 година работи Карпош. Сегашниот градоначалник Стефчо Јакимовски, кој беше на чело на општината и во периодот од 2009 до 2017 година, вели дека откако тој заминал, приходите на општината се намалиле за 50%, што било причина да почне таложењето на долговите. Желбата да се решат повеќе проблеми на граѓани, што е можно повеќе, и да се услужа што е можно повеќе граѓани, ги воведува општините во долгови. Тоа е причината. Тоа апсолутно не е недомакинско работење. Имало повеќе, помалку пари, повеќе сме потрошили, ама ја, ќе се раздолжиме. Тие пари ние не ги украдовме, не ги однесовме дома. Тие пари се вложени за потребите на граѓани и тоа граѓаните на Карпош го препознаваат. Меѓу општините со најголем долг до пред 2 години беше и Куманово, чија сметка беше деблокирана во 2020 година по 9 години блокада, а се отплаќаат долгови направени за време на поранешна Југославија.